Државната комисија за спречување корупција ќе поведе постапки за 3 приговори во врска со разрешувањето на претходните директори на државните институции поставени од ВМРО ДПМН и именувањето на нови од страна на владата предводена од СДСМ. Третиот приговор, кој предизвика најголемо внимание, се однесуваше на 32 државни службеници вработени во Генералниот секретаријат на владата, кои поднеле приговор до антикорупцијската комисија, бидејќи за нив била поведена постапка за нивна смена. Образложението во поднесените преговори е дека овој чекор е спротивно на членот 8 од изборниот закони кој забранува именување и разрешување додека се распишани изборите. И во наводите се наведува дека Генералниот секретар на владата на Република Македонија господинот Драги Рашковски на различни датуми после распишувањето на локалните избори на ден 6.8.2017 година до Дисциплинската комисија за утврдување и кршење на работниот ден и дисциплина испрати селективни предлози со кои се бара мерка престанок на работен однос на неколку селективно определени државни службеници вработени во владата на Република Македонија. Согласно сознанијата на барателите, кои се 32 на овој список, каде што се сите подпишани, комисијата, која е веќе формирана на 18.8.2017, има закажана расправа и врз основа на тоа треба да донесе одлуки за престанок на работен однос. Првиот приговор го поднел Димчо Стојановски од Кичево, бидејќи Генералниот секретаријат на владата повел дисциплинска постапка за прекинување на работниот однос. Вториот приговор го поднела Слободанка Алексовска, поранешната директорка на Агенцијата за вработување на град Скопје до антикорупционерите, како раководител на Центарот за вработување во Скопје. Во него се наведува дека виде директорката на Агенцијата за вработување спротивно на законот ја прераспределила на 5 работни позиции пониско, отворила дисциплинска поставка против неа и донела решение за суспензија. Наведените институции ќе имаат рок од 15 дена да ги достават своите одговори до Државната комисија за спречување на корупција.